Нова национална стратегија за окрупнување на земјоделските површини денеска презентираше министерот за земјоделие Љупчо Николовски. Според него, капацитетите за спроведување на оваа стратегија сега се посилни за разлика од претходниот период. И основа за спроведување на националната програма за консолидација, капацитетите за спроведување на консолидација се зајакна преку системско наградување и вклучени страни. На национално ниво беа направени напори за подигнување на свеста за консолидација на земјиштето помеѓу земјоделците, помеѓу сите засегнати страни на терен, со што се подобри и разбирањето за придобивките од реализацијата на консолидацијата во подрачјето. Стратегијата за окрупнување е суштинска и според Набел Ганги, регионален представник на ФАО за Европа и Централна Азија е следниов. Денеска ми е мило да забележам дека со поддршка на новиот проект на Европската Унија, ФАО и Министерството за земјоделство, шумерство и водостопанство започнуваме изработка на нова национална стратегија за консолидација на земјиштето. Во истиот контекст, Николовски потенцираше позитивни примери, каде консолидацијата има добри резултати. Страни и поддржувачи Европската Унија и ФАО. Тоа се конче игри, логоварди, оптичари, трн, дабјани, кожла, соколарци из Панчево, од кои 7 се веќе усвоени од страна на земјоделците, што беше исто така школа за нас. Тој процес на носење на плановите, окрупнувањето на парцелите достигнува и до импресивни 4,7 пати во село Дабјани во однос на состојбата пред консолидацијата, а значително подобрување на обликот на парцелите е забележено во сите консолидацијски подрачја и постапки по принципот на распределба со промена на границите. Новата стратегија, според сите учесници на презентацијата, нуди и нови приоритети, кои коинцидираат со европските насоки за успешно земјоделско производство.